Добро вечер. Продолжуваме понатаму со програмата на Сител телевизија стандардно во сабота со она што се вика фудбал и она што е спортска забава. Еве, по повод годишнината, 3 децении не се воопшто малку, каде што и јас бев дел од тие 3 децении, иако малку, но ми остави едно многу големо и убаво искуство. А како дојде до сето тоа и како се роди идејата за Топи да се префрли на Сител, па беше тоа еден проект кој го мој личен проект. Се направи еден договор, Горан Иванов ја прифати идејата на Сашо Пешев да се реализира Топки во Сител и започна. Интересното беше што Сител ги имаше тогаш правата за шпанско првенство, за шпанската лига, ги пренесуваше директните преноси и јас влюбеник во шпанскиот фудбал, тоа беше што се вели кец на десетка, онака жаргонски. И едноставно влеговме со проектот прво во живо се јавивме Класико, Барселона и Реал Мадрид и Зоран Николовски тогаш го водеше тој натпревар, јас се вклучив во живо за прв пат во тоа шпанско првенство и имавме една многу убава атрактивна емисија која што ги покриваше сите натпревари пред, за време на полувремето и по натпреварите. Практично се она што луѓето не го гледаа за време на 90 минути игра, е интересно и атрактивно, ние го пружавме. Најбогатите фудбалски клубови, најскапите фудбалери, најголемите светски звезди, Меси, Роналдиньо, Анри, Ето, Нистелрој, Канаваро, на едно место. Сител и Примера дивизион. Стартува. Публиката да, поставуваше и прашања, па кој ќе победи, па знаете, тогаш беа во ек тие обложувачите тогаш стартуваа, тоа се одеше на големо во тој аспект. Интересно беше што на Класико се вклучуваме во живо. Преносот доцни некои 10 секунди, бидејќи тоа одеа под една траса, па под друга, па додека се емитува. И сега Зоки Николовски го врши преносот во живо, а јас таму на терен телефонски малтене, јас во поживо. И Баптиста доаѓа во ситуација за гол 0-1 за Реал Мадрид и усред коментар јас викам, гол, ова е, викам, изненадување, а таму на телевизија Зоки се коментира, надпреварот си оди во напад на Барселона. Практично 15 секунди предходно ги информирав гледачите си дека ќе падне голот. Тоа ретко се случуваше. Пазите, зборувам за нешто се случуваше пред скоро 20 години. Каде што немаше ваква експанзија и на фудбалот и на сите тие работи кои што денеска со други очи се гледа на сето тоа. А каде сум сега денеска после толку години повторно со истите работи, иако веќе скоро 15 години заминал во Македонија, ги терам сите тие работи низ други емисии, низ други проекти, но повторно си оди со моментот фудбал, Барселона, секогаш е тука. Во моментот се наоѓа во Карлсруе, вчера бев во Келн, во Дортмунд, честитам ја испрегам токму од Германија, веднаш по надпреварот Борусија Дортмунд и Барселона. Ја слушавте накратко најавата за најважните настани фудбалски. И на крај ви посакувам уште толку многу децении, исто онака како што почнувавте со ентузијазам, бидејќи бевте пионери на македонскиот медиумски ТВ простор, со тој исти тогашен ентузијазам да продолжите го наредните децении весело, информирачки и продуктивно за сиот македонски публикум. Поздрав!